Иако Великден е малце позначен, не малце поише позначен како празник, сепак има што многу да се научи од светници. Ние велиме славиме Божик и славиме Великден. Ама измеѓу Божик и Великден има толку многу работи кои што се случиле во животот на Господ Исус Христос, кои што и тоа како се за наша полука. Да, Великден, Велики петок и Великден се за наше спасение. Ама се што доаѓа претходно е за наша полука. Добри, Велики петок и Великден се за наша полука, ама се што доаѓа претходните како можеме да го земеме за нас денеска и да се поучиме. И ова што се случува за време на цветници, ќе читаме денеска од Лука 19 глава, од 28 до 44 стих. Влегувањето на Господ Исус Христос во Ерусалим, празникот цветници, е на некој начин вовет во сето она што ќе се случува во последната недела од неговиот живот. И во Евангелијата има се на се, мислам дека околу 80 и нешто глави, 1/3 од тие глави во 4 Евангелија ја обработуваат оваа последна недела од Исусовиот живот, од прилика 1/3. И е многу важна и затоа има што да се каже за неа. Нема да навлегуваме во сите останати настани кои што следеле помеѓу цветници и помеѓу Великден, ама со оглед на тоа што следната недела имаме Великден, оваа недела зборуваме за оно што го знаеме дека се случило една недела пред Великден, а тоа е Исусовото легување во градот Ерусалим. Оно што е интересно е дека Господ Исус Христос самиот тој овој настан го нарекува посета. Ќе читаме сето тоа што го спомнав од 19 глава Лука, ама во 44 стих му вика на градот Ерусалим зашто не го позна времето кога беше посетен. Цветници е Божјата посета на градот Ерусалим, ама верувам дека цветници е Божјата посета на секој еден од нас. Ако го земеме овој стих и овој текст да видиме што значи за нас денеска. Е време кога преку неговиот збор, преку тоа што го читаме дека се случило пред скоро 2000 години, Бог на некој начин не посетува секој еден од нас. И евреите на оваа посета не реагирале баш најдобро. И се сетите, имало една група која што пееле, имало една група која што викале ај кажи им овие да не пеат. Тие кои што пееле добронамерно и пееле убави песни, а мислам дека не сватиле баш што пееле и на кого му пеат. А од друга страна се фарисеите, кои што викаат, ајде сега, кажи им нека замолкнат. И го има градот Ерусалим, кој што Христос плаче на него, кој што каже така сузе предходно, плаче над него и вика, камо да знаеш што се случува во овој момент. Градот Ерусалим мислеше дека тој ден е обичен ден како и сите други денови. Ама не, беше многу необичен, бидејќи беше време на Божјата посета, на Господовата посета. И денеска ќе зборуваме за тоа, Господовата посета во градот Ерусалим и Господовата посета во твојот живот и во мојот живот. Бидејќи, да, Бог не посетува нас буквално на ист начин како што го посетил градот Ерусалим, онака физички да дојде да влезе во него. Ама Бог не посетува преку неговиот збор, преку неговиот свет дух, преку заедништвото со неговиот народ. Тие се преку молитвата, преку славењето, некој па дури преку разговори со некои луѓе. Некој пат Бог не посетува и ни укажува на некои работи во нашиот живот, дури преку разговори со луѓе кои што не се верници. Ќе ни укаже на некои работи кои што ќе речеме, стварно. Бог го посетува секој еден од нас. И тоа не е еднаш во животот. Би можел да речам секој ден. Пророкот Еремија вика, твоите милости се обновуваат секој ден. Секој нов ден кога го живееме, кога ги отвараме нашите очи, тоа е Божја посета. Ти вика, еве ти уште еден ден. Што ќе прави со него? Лука 19 глава, од 28 до 44 стих. Кога го рече тоа, тој, Исус, тргна понатаму искачувајќи се кон Ерусалим. И кога се приближи до Витфагија и Витанија, до така наречената Маслинова гора, испрати два ученика, велејки: одете во селото од спротива, штом ќе влезете во него, ќе најдете едно врзано магаре, кој ниеден човек не го јавал. Одврзете го и доведете го. А ако ве праша некој зошто го одврзувате, кажете му вака: тоа му е потребно на Господ. Кога отидоа испратените, најдоа како што им беше рекол. И кога го одврзуваа магарето, стопаните, односно собствениците, им рекоа: зошто го одврзувате магарето? Тие одговорија: потребно му е на Господ.
И тие го доведоа кај Исус, па што ги нафрлија облеките своји на магарето, му помогнаа на Исус да се качи. Додека минуваше тој, ги постилаа своите наметки по патот. А кога наближи до местото од каде што се слегува од Маслиновата гора, сето мноштво ученици почнаа радосно да го прославуваат Бога со висок глас за сите чуда што ги видоа, велејќи: благословен е царот кој доаѓа во името Господово, мир на небото и слава на висините. А некој фарисеј од народот му рекла: Учителе, забрани им на учениците твои. Но тој им одговори и рече: Ви велам, ако тие замолкнат, камењата ќе повикаат. А кога се приближи и го виде градот, заплака над него и рече: Кога би можел во овој ден и ти да го дознаеш она што е потребно за твојот мир, но тоа е сега сокриено од твоите очи. Зашто ќе дојдат денови за тебе и непријателите твои ќе те опружат со ровови и ќе те опколат и ќе те притеснат од сите страни. И ќе те срамнат со земја тебе и ќе ги избијат децата твои во тебе и нема да остават камен на камен од тебе, зашто не го позна времето кога беше посетен. Читамо текстот. Господ Исус Христос праќа двајца ученици за да донесат магаре. И многу се зборило за ова магаре на проповеди низ историјата. Мислам дека ова е најпознатото магаре во историјата на човештвото. Не го знаем името и така натаму, но најпознатото магаре во историјата на човештвото. И учениците го послушале и отишле и го одврзале магарето. Сега во тоа време, значи ние денес кажеме: магаре, голема работа. Во тоа време да ти дојде некој во двор, ти одврзе магаре. Како денеска да ти дојде некој во двор, ти ја запали колата и да си отиде. Се разбере ако ќе видиш некој човек, чеки, што правиш? Многу нормално, прашале, не знаеле кои се овие луѓе. Не ги знаеле кои се учениците. Се претпоставува дека собствениците на магарето биле Христови ученици. Витфагија и Витанија се блиски места. Витанија е местото каде што живееле Марта, Марија и Лазар. Значи тоа што Господ Исус Христос го направил претходно со Лазар, кога го воскреснал, тоа не само што се случило во тоа село, се случило многу далеко. И знаеле веќе луѓе дека има некој Исус кој што прави чуда, кој што најверојатно Месијата и така натаму, ама кога дошле учениците, можеби собствениците на магарето не ги препознале учениците. Затоа ги прашале: зошто го одврзува? Те викат: потребно на Господа. Интересна ми е нивната реакција. Не викат: а на кој Господ, под каде знам дека он ве пратил и така натаму. Слушнале дека нешто му е потребно на Бог и го дале тоа. И обично кога се зборува за цветници, најчесто се зборува со право за Господ Исус Христос, за неговото влегување во Ерусалим, се зборува за луѓето кои што пееле, се зборува за фарисеите, се зборува за градот Ерусалим, се зборува многу често за магарето. Како некој пат луѓето викат: гледаш, ако Господ може да искористи едно магаре за своја слава, па што може да направи од тебе, или како може тебе да ти искористи за негова слава. Ама многу ретко се зборува за собствениците на магарето. И денеска малце ќе размислуваме за собствениците на магарето. Не знаеме ништо за овие луѓе. Најверојатно живееле во Витфагија, тоа знаеме, живееле во село, биле селани, имале магаре, толку знаеме за нив. Нит име, нит дали го следеле Христос, ништо. Непознати луѓе, ама направиле едно познато дело. Непознати луѓе, за нас денеска 2000 години подоцна речиси, не знаеме скоро ништо за нив, ама го знаеме најважното нешто за нив. А тоа е дека кога Бог ги посетил преку неговите ученици и кога Бог им рекол: имам потреба од тоа што вие моментално го имате, он рекле: земи го. Не е важно во овој живот колку ќе бидеме познати. Овие луѓе биле сосема непознати. Не е важно колку ќе бидеме познати. Дури ќе би рекол, и не е важно и колку имаме во животот. Овие луѓе знаеме дека имале едно младо магаре. Дали имале нешто кузне колку големиот, не можеме да знаеме. Ама оно што го знаеме за нив е дека кога дошло време, кога Бог им рекол: јас имам потреба од тоа кое што вие го имате во дворот врзано, овие рекле: Господе, твое. И кога збориме за потреба, не збориме за тоа кога Бог ни рече: јас имам потреба ти да го направиш тоа, не дека ако не го направиме Господ не може да живее. Има разлика помеѓу потреби како што ги сваќаме ние за нас самите и Божјата потреба. Ние имаме потреба од храна.
Така? И ќе речеме, ако ќе речеме имаме потреба од храна, ако не ја добијам таа храна, после некој време ќе умрам од глад. Кога Бог вели јас имам потреба од тоа, во овој случај не е дека ако вие не го даете магарето, јас нема да влезам во Ерусалим, туку повеќе ви давам шанса да се вклучите во тоа што јас го правам. Ви давам шанса да земете удел во тоа како јас се објавувам на другите луѓе. Бидејќи влегувањето во Ерусалим е токму тоа, Божјата објава на луѓето кои што биле таму. Најважното нешто во нашиот живот е дали ќе бидеме спремни како овие собственици. Кога Бог ќе дојде и ќе ни каже преку неговиот збор, преку проповед, преку молитва, преку славење, преку неговиот свет дух, преку разговор може би со некој друг, кога Бог ќе ни каже имам потреба од тоа. Дали сме спремни да речеме земи го Господе, твое. И некој пат во овој случај Бог вели имам потреба од тоа и е директно за него, за тој да јава на тоа магаре. Некој пат Бог ќе рече имам потреба, ама не лично за мене, туку имам потреба на некој ближен да му го дадеш тоа и тоа. Може би ќе е некој од семејството, може би ќе е некој од црквата, може би ќе е колега, може би ќе е комшија. Бог вели имам потреба, тоа што ти го дадов тебе, некој пат ќе биде финансии, некој пат ќе биде совет, некој пат ќе биде некој дар, некоја вештина, нешто што можеш да помогнеш на другиот, некој пат ќе биде разговори, Бог вели имам потреба да го одврзеш тоа, да не го чуваш само за себе, бидејќи тоа е поентата со врзано магаре, си го чуваш, некој да не ти го земе, бидејќи тоа е твое. И Бог вели, можеш ли тоа што ти го дадов јас, бидејќи магарето, Бог им го дал во крајна смисла. Можеш ли тоа што ти го дадов јас да го дадеш, да се слободиш од него. Бидејќи Божите дарови, кои што Бог ни ги дал нас, не се само за нас. Предсинат се да, ни ги дал нас, ама исто така Бог ни ги дава да можеме и да ги споделиме со другите. И кога Бог ќе побара некој пат од нас нешто, некој пат ќе побара директно, можеби за себе, можеби ќе биде некоја служба во црквата, можеби ќе биде нешто што можеме да го направиме, некој пат ќе биде за некој друг човек. Некој пат ќе биде нешто мало, ама ќе биде значено во Божите очи. Некој пат ќе биде нешто што не е мило. Бидејќи магарето се вели дека магарето никој претходно не го јавал. Значи овие луѓе си го чувале магарето, им било мило. Ќе рече абе што само магаре од пак од денешна перспектива ние понекогаш размислуваме за тие работи. Ама во тоа време магаре да имаш значило многу, превозно средство, ако не друго. Им било мило, си го чувале. И Бог вика тоа што го чувате, сакам да го дадете денеска. И секој еден од нас има магаре. Не знам дали знаете, ама секој од вас има магаре. И тоа не по едно, повеќе магари ги имате. Сега може ќе се рече некој што му овој што збори ветерина учеше средна школа, сега тука меша животни. Да, секој еден од нас символички гледано има магаре. Ти имаш магаре, врзано ти е, јас имам магаре, врзано ми е, и тоа не по едно, може би повеќе магари има. Односно секој еден од нас, ако може да го преведеме тоа, има нешто што може да го даде да рече Господе, ја го давам ова за Твоја слава. Време ли ке, пари ли ке се, знаење ли ке, вештини ли ке се, дарови ли ке се, што и да е, совет ли ке, разговор ли, што и да е. Бог од нас верувам дека преку овој стих, покрај другото вика, можеш ли тоа што јас ти го давав, да го одврзеш и да не го чуваш веќе само за себе, туку да го дадеш во моја служба. И затоа, покрај другото, верувам дека сега ќе продолжиме со останатиот дел текстот, ама покрај другото, верувам дека овој текст го поставува прашањето за тебе и за мене. Што ќе правиш со твоето магаре? Ќе го одврзеш или ќе си го чуваш за себе? Ако го одврзеш, ако го одврза моето магаре, Бог ќе го искористи на начин на кој што ќе го искористи во неговиот полн капацитет. Што и да се, финанси ли е, време ли е, што и да. Ако очуваме само за себе, ќе си остане така. И текстот ни вели дека Господ Исус влегол јавајки во градот Ерусалим. И оно што интересно е дека јавал на магаре. Сега, обично, кога се случувало ова во старо време, кога некој влегува во град, никога во негова чест се спрема некаква прослава. Луѓе му пеат, постилаат облеки, фрлаат гранчиња или палмови гранчиња и така натаму. Најчесто ова се случувало кога некој војсководец или некој цар ќе влезе во град. Влегува царот и се викат, еве го, овојш, например, некој цар отишол некаде
освојувал и кога се враќа, сте го гледале сигурно по историски филмови, се враќа царот во неговиот роден град и од денес се прави голема фешта, луѓе застануваат, му прават редица, он поминува со конјот и сите викаат, сите ракоплескаат, еве го царот кој што освои. Во овој стих викаат еве го царот, ама царот јава на магаре. А секој пат рече се јавале на коњи. Зошто? Бидејќи кога ќе видите, например, кога гледаме повторно историски филми, кога гледате борба, никој пат не гледате дека царот јава на магаре и оди во борба. Малце е чудно. Секој пат јавале на коњи. Ако отидеш во борба со магаре, јавајќи на магаре, тоа не ти е предност. Тоа ти е како недостаток на некој начин. Те успорува. Конјот во тоа време, како животно, било некој синоним за војна. Магарето е синоним за мир. И влегува Господ Исус Христос и влегува на магари, на некој ни му кажува индиректно, кој сватил. Јас не доаѓам за да кренам бунт. Не доаѓам барем за да кренам бунт онако како што вие сакате да кренат, бидејќи во тоа време, знаете, во Стариот Завет се читаме дека има најава за Месијата, дека Месијата ќе дојде еден ден, и евреите, ако читаме меѓу редови во Евангелијата, ќе видиме дека евреите очекувале дека Месијата ќе дојде и конечно ќе ги ослободи од римската власт. Конечно ќе дојде некој кој што ќе крене бунт, ќе земе мачеви, ќе се бориме и ќе бидеме ослободени од римската власт. Ама за таков, доколку Христос бил таков Месија, он би дошол јавајќи на конј. Со најава дека да, сега ќе земеме оружје и сега ќе се побуниме и сега ќе тргнеме римската власт. Христос од друга страна доаѓа на магаре. И може би им било чудно малце. Они очекувале Месија на конј, добиваат Месија на магаре. Не затоа што Бог им ветил дека Месијата ќе дојде на конј, туку затоа што нивната замисла се рекле, овој мора така да дојде, нема друг начин како ќе дојде. И на некој начин кога Христос дошол на магаре, може би си мислеле дека станува збор за некоја грешка, некоја маркетиншка грешка, ама кај идеја ќе поправиме оваа грешка. Ќе му кажеме, Христе, следен пат кога доаѓаш во град, немој на магаре. За имиџот твој не е соодветно. Доаѓај на конј. Интересното е тоа што пророк Захарија години претходно го напишал токму тоа, дека ќе влезе полн со праведност, полн со сила и на многу важен збор, кроток. Не со меч, сега ќе ги убива римјаните, туку ќе дојде и ќе влезе кроток. Од друга страна, некои од вас ќе се сетат дека кога ќе земе да го читаме Откровение, доаѓа на конј, доаѓа на бел конј. Тоа го најавува книгата Откровение, дека Христос еден ден ќе се врати. Ќе се врати, нема да се враќа на магаре. Магаре бил на почетокот, зашто? Затоа што сака да донесе мир. И го донесе тој мир. Верувам дека секој еден од нас може да посведочи за тоа. Еден ден доаѓа да донесе суд. Доаѓа да војува. И сите оние кои што го имаат прифатено неговото влегување со магаре, јавајќи на магаре, нема да мора да се плашат од неговото доаѓање на конј. Сите оние кои што се викаат, многу ми гале за Христос, и те како има да му мислат кога Христос ќе се врати јавајќи на конј. И влегол и ни се вели дека луѓето почнале да пеат песни. Во 4 Евангелија е запишано овој настан. Матеј и Марко даваат извештај за една песна која што ја пееле, а Лука дава извештај за друга песна која што ја пееле. И сега некои луѓе го гледаат ова и викаат, гледаш дека има контрадикторност во Библијата. Матеј и Марко вика дека овие пееле вака, остана на висините, спасене, а Лука вели дека му пееле благословен е царот кој доаѓа во името Господово, мир на небото и слава во висините. Не е контрадикторност ова. Ово исто кога отидеш на концерт и ќе отидеш на еден дел од концертот те прашуваат кои песни ги пеја, ти викаш тие. Одиш ти некој или на друг дел од концертот или прашаш некој друг, кои песни ги пеја, он може би малку загаснал ќе рече тие. Нема контрадикторност. Само се кажува различен аспект од таа една целина која што се случила. И луѓето му пееле
благословен да е царот кој доаѓа во името Господово, во Матеј и во Марко се вели благословен да е синот Давидов кој што остана спасен на висините. И се тоа што го кажувале, они биле во право. Христос навистина бил синот Давидов. Христос навистина бил царот кој што дошол за да донесе мир, за да донесе спасение. Арно, начинот на кој што Христос ќе донел мир и спасение и начинот на кој што ти очекувале дека ќе го направи тоа, биле две различни работи. И повторно доаѓаме до погрешни очекувања. Израелците, евреите во тоа време си рекле, ние мислиме дека кога Месијата ќе дојде, он ќе дојде и ќе биде ваков. И Христос доаѓа и на некој начин ги разочарува со тоа што го покажува. Ќе се сетите дури неговите ученици. Викаат, кога ќе земеш да владееш, може ли да седнеме еден од лево, еден од десно од твоја? Они не мислеле на царството небесно еден ден што ќе биде, они мислеле на земното царство. Кога ќе ги отстраниш римјаните, може ли ајте ние тука да ти бидеме главни министри, да ти бидеме во владата, да ти ја водиме владата? И Христос вика, вие не знаете што барате. Зошто бидејќи царството како што вие го замислувате и царството кое што јас ќе го донесам, се многу различни работи. Кога евреите очекувале Месија, кога размислувале за Месијата, они очекувале некој што ќе ги, ако може така да кажем, што ќе ги убие римјаните, а не некој што римјаните ќе го убијат него. И затоа учениците на патот кон Емаус, ќе се сетите, Христос им се приближил, разговара со нив, вика, зашо правите моето? Вика, не знам дали слушна што се случи во Ерусалим, имаше еден човек, дојде, мислевме дека он ќе биде Месијата, и на крај ништо од тоа. Бидејќи имале понекви очекувања од него. На некој начин, тоа што е интересно дека кога евреите размислувале за Месијата, они размислувале за Месија кој што ќе се справи со римјаните. А Христос е Месија кој што се справил со самите нив. Со други зборови, Господе, ти си нашиот Месија, еве ги овие, прави што ќе прави со нив. И Христос доаѓа и вика, јас сум вашиот Месија и јас дојдов за вас. И јас дојдов не да ги тргнам римјаните од вашето општество, туку дојдов да го тргнам гревот од вашите срца. Ако очекуваме дека Бог е Бог кој што ќе се справува со другите, а нас ќе не остави на мира, сме се зезнале. Знам дека ние се молиме, Господе, смени го и смени го, но и така натаму, и нема ништо лошо во тие молитви. А мора да бидеме свесни дека Бог пред се и над се најмногу заинтересиран да не промени нас, а потоа другите. Пред да се молам за Господе, трни ги римјаните, треба да речем, Господе, трни го гревот од моето срце. Пред да речем, Господе, справи со нив, треба да речем, Господе, справи се ти со мене. Една од причините зошто, како и апостолите, така и сите овие луѓе кои што пееле Осана, благословен делник кој што доаѓа во името Господово, една од причините зошто биле разочарани е затоа што имале очекувања дека Бог ќе направи нешто кое што Бог реално гледано не ни го ветил. И секој пат кога доаѓаме кај Бог со такви очекувања дека Бог ќе направи нешто кое што Он не го ветил, ама ние си кажаме, ама Господе, јас мислам дека ти треба да го направиш ова. Кога тогаш ќе се разочараме? Бидејќи на Бог му припишуваме карактеристики и дела кои што реално гледано тој не рекол дека ќе ги направи. И кога јас велам, Господе, ја мислам дека ти треба да направиш ова и Бог прави нешто друго, си викаме, па зошто така? Така е затоа што твоите очекувања и твојата вера и мојата вера не се заснувани на тоа што Бог го ветил, туку на тоа што мене ми изгледа логично и тоа што мене ми изгледа фино и убаво во оваа ситуација. И тоа е сигурен рецепт за разочарување. И забележете дека тука има контраст. Има контраст помеѓу луѓето кои што пеат и фарисеите кои што викаат престанете да пеете. Има уште еден многу важен контраст, а тоа е дека луѓето се радуваат, вика го прославуваа Бога, почнаа радосно да го прославуваат Бога, значи имаме радост, тоа е од една страна, и од друга страна 41 стих вика, а кога се приближи и го виде градот, заплака над него. Имаме луѓе кои што пеат и луѓе кои што викаат не пеете. Имаме радост, имаме тага.
Мислам дека возможно е да има ситуации во кои што има ситуации во кои што ние луѓето пееме и Бог се радува на песната на неговиот народ. Не викам дека не. Ама истовремено тажи за тоа што светот оди во таа насока во која што оди. Тука Бог се радува на песната на луѓето кои што викат Осана, благословен да е царот кој што доаѓа во името Господово. Ама од друга страна исто така и тагува, затоа што има многу луѓе кои што не го препознаваат тоа. Се разбира, тоа не треба да биде причина црквата да престане да пее, црквата и како треба да пее. А мора да бидеме свесни дека Бог истовремено и тажи за оние кои што не го познаваат. И овој стих многу добро ни кажува дека Бог не е заинтересиран само за неговиот народ, само за црквата. Они што се додека они ми пеат песнички, добро ми е. Не, Бог тажи. Затоа што имаме, како што спомнав претходно, луѓе од семејството, затоа што имаме комшии, затоа што имаме пријатели кои што не го препознале денот на Божјата посета. За жал. И наша задача е, и наш повик е да им помогнеме да го препознаат. Не можеме да ги натераме. Ама се уште има луѓе и се уште има, ја верувам дека кога Бог го гледа неговиот свет, да се радува заради неговата црква, ама истовремено тажи затоа што овој свет забега. Буквално забега. Земете, отворете вести, една минута само, прва ударна вест и сваќате колку е забега на овој свет. И на Бог не му е сеедно за тоа. Не му е сеедно. И тука вика Господ Исус Христос го нарекува ова како посета. И има еден од ретките моменти што ги читаме во Евангелијата, кај што Господ Исус плаче. Го имаме овој момент и го имаме моментот со Лазар. Ама вика заплака над градот. Зошто? Затоа што не му е сеедно. Некој пат затоа што Бог не го носи неговиот суд во овој свет, мислиме дека му е сеедно за тоа што се случува во овој свет. Пророкот Авакум, ќе се сетите, покрај другото тоа се расправаше со Господ. Аман, до кога ќе трпиш ти зло? До кога ќе трпиш оваа неправда? И Бог не му е сеедно за тоа што се случува во овој свет. Бог плаче на тоа што се случува во овој свет. Ама еден ден, како што рековме, моментално е оној кој што доаѓа на магаре. Кој што доаѓа во мир, кој што вика јас ви давам шанса. Еден ден ќе дојде на конј, ќе биде предоцна. За многумина ќе биде предоцна. И Господ Исус плаче затоа што не само сега, туку и години претходно, кога ќе земеме да го читаме Стариот Завет, години претходно градот Ерусалим не го препознал денот на Божјата посета. Не дека претходно Бог отворен влегол, ама колку пати Бог претходно праќал пророци во градот. Да ги опомени, да ги советува луѓето, да им рече тргнете се, покајте се, доста живеете вака. Знаете како завршиле повеќето пророци? Биле исмевани, биле прогонувани, биле тепани и така натаму. И сега со доаѓањето на самиот Бог отелотворен. И се сетите на параболата. Вика имаше еден човек кој што им го даде лозите да го обработуваат, праќаше слуги, не реагира. Вика ај на крај ќе го пратам мојот син, можеби него ќе го почитуваат и него не го почитуваа. Не го препозна денот на Божјата посета. Но Бог не посетува и нас денес. Како што го посетил градот Ерусалим, го посетува секој еден од нас поединечно. Јас верувам дека има моменти кога не посетува нас како црква. И мораме да бидеме многу внимателни што правиме со тие Божји посети во нашиот живот. Не буквално физички како што го посетил градот Ерусалим, ама не посетува на различни начини. Преку Словото, преку Светиот Дух, преку неговиот народ, преку молитвата, преку славењето и сите тие моменти, ние можеби си викаме, сега е само време за читање Библија. Отвораш Библијата, читаш 2-3 глави, фала ти Господе, затвораш и легнеш да спиеш. Тоа е Божја посета. Дали си ми ја сватил или не, тоа е веќе на мене. Но тоа е Божја посета, кај што Бог ти вика, јас те зборувам. Што ќе правиш со тоа што јас ти го кажам, со оваа моја посета? И ја верувам дека од суштинско значење за нашето духовно здравје е дали ќе ги препознаеме овие посети и како ќе реагираме на овие посети. Бидејќи една работа и да препознаеш дека Бог те посетил, да речеш посетил, не посетил, тоа му е. Друга работа е како реагирам. Бидејќи Божјата посета е посета за покаяние, посета за промена, посета каде што Бог вика сакам тоа и тоа да го смениш, сакам тоа и тоа да го тргнеш на страна. Сакам да престанеш да го правиш тоа, сакам да почнеш да го правиш тоа и така натаму.
Ама Бог посетува секој еден од нас. И затоа што градот Ерусалим не го препознал денот на посетата, Бог го објавил неговиот суд. Ќе дојдат денови и непријателите твои ќе те окружат со ровови, ќе те опколат и ќе те притеснат од сите страни. И ќе те срамнат со земјата тебе и ќе ги избијат децата твои во тебе и нема да остават камен на камен од тебе, зашто не го позна денот кога беше посетен. Со други зборови Бог вика, затоа што не препозна, ќе страдаш. Ако земете да читате историја, 40 години после овој настан, отприлика 40 години после овој настан, римјаните влегуваат и го срамнуваат Ерусалим со земја. 40 години подоцна се исполнило тоа што Господ Исус го кажал за време на цветници. Ако можам да направиме на паралела на градот Ерусалим и на нас денеска, кога Бог не посетува, кога не го препознаваме Божиот повик, Божјата посета, кога не реагираме соодветно на Божјата посета, на некој начин и ние ќе страдаме. Кога Бог ќе ме посети, ќе ме рече ослободи со таа твоја гордост, јас викам не, не сум горделив, јас сум реален за себе си, јас сум понизен човек и така натаму, ќе дојде време кога таа гордост ќе ме кошта нешто во животот. Како што оваа гордост која што имале луѓето во Ерусалим ги коштала нешто понатаму. Кога Бог ќе дојде и ќе ми рече престани да го правиш тоа или некој порок или што и да јас повторно си го правам тоа, после некој време ќе дојде време каде што јас ќе мора да платам за тоа. Кога Бог ќе рече што и да прости на таа личност која што те повредила. Јас викам ама ти не знаеш Господе како е. Многу ме боли. Океј? Ама нема се жалиш утре кога ќе живееш во горчини, во гнев и во омраза и во желба за одмазда кон тој што те повредил. Секој пат кога Бог не посетува и не сме послушни на таа посета, не сме послушни на Божјиот повик во таа посета, мора да бидеме свесни дека ќе имаме последици. И срушениот град Ерусалим на некој начин, верувам дека во 70-та година, значи околу 40 години по ова што се случило тука, на некој начин е слика за тоа како ќе бидат нашите животи, тогаш кога ние викаме, или тогаш кога не ја препознаваме Божјата посета, или тогаш кога не реагираме позитивно на таа Божја посета. И кога го читаме овој стих, цветници, пред околу 2000 години Господ Исус Христос влегува во градот Ерусалим, имаме различни реакции. Имаме реакции на луѓе кои што негативно реагирале на тоа, фарисеите и поголемиот дел од луѓето во градот Ерусалим. Имаме луѓе кои што реагирале позитивно на таа Божја посета. Собствениците на магарето, луѓето кои што му пееле на Бог, иако не скроз баш сватиле што пеат. Тоа исто така многу важно во однос на пењето кој што го имаме во црквата. Некој пат си пееме во црква и викаме се ти предавам, а у себе се викаме ма не ти предавам ништо. Ќе ја држам таа гнев и тој горчина. Или ќе ти дарам слава и чест и фала, ама слава, чест и фала за себе само си даваме. Ама тоа е друга тема. Луѓе кои што сепак добронамерно пеели, иако баш не ја сватиле песната. И особено со овие реакции на луѓето на Христовото влегување во Ерусалим, верувам дека нас денеска не само ни кажува што се случило тогаш и таму, туку на некој начин ни оставаат отворено прашање за нас денеска. Како ти и како јас ќе реагираме секој пат кога Бог не посетува? Преку неговиот збор, преку неговиот дух, преку неговиот народ, преку заедништвото, преку молитвата, славењето и така натаму. И верувам дека тоа е прашањето кое што ни го поставува овој текст. Што ќе правиме со Божјата посета? Имаме ли некој магаре кој што Бог со неговата посета ни вели сакам да го одврзеш тоа магаре и сакам да го дај за моја слава? Имаме ли нешто кое што треба да го направиме? Имаме ли некое покаяние кое што треба да го направиме? Имаме ли некоја промена која што треба да направиме? Имаме ли некоја тешка одлука која што треба да направиме за да се го смениме животот со Божја милост? Божјата посета верувам дека ни ги поставува овие прашања. И се надевам дека за разлика од израелците кои што не го препознале денот на Божјата посета, дека ние ќе можеме да го препознаеме денот на Божјата посета, ќе одговориме на Божјата посета на таков начин што нема да го расплакува Божјото срце, туку ќе го радува Божјото срце. И тоа нека не биде целта. Боже, секој пат кога го отворам ова, кога ме посетуваш преку Твојот збор, преку Твојот народ, сакам
да го радувам твоето срце со мојата реакција. Не сакам да гледаш на мене и си викаш, тебе вој Никола, до кога вака ќе живее? Не дека тоа е Божја омраза, Бог ме сака, бе јас сум негов син, ти си негова ќерка. Ама има моменти кај што Бог вика, може многу повеќе од ова. Ама бидејќи него препознаваш денот на мојата посета, затоа е ситуацијата таква каква што е. Јас верувам дека секој пат кога ќе почнеме да реагираме позитивно на Божите посети, нашите животи ќе бидат сменети.